Добар ден на сите. Дозволете најпрвен да ви се заблагодарам за вашето присуство и да го најавам обвинителот Љубомир Лапе, кој детално ќе ве запознае со предметот познат во јавноста како Скопје 2014. Повелете, обвинител. Благодарам, Маја. Добар ден, почитувани медиуми. Денеска би сакал да ви информирам за текот на постапката во предметот што во јавноста е познат како проект Скопје 2014 година и кој беше првично оформен од поранешното специјално обвинителство, а по превземањето на предметите од тоа обвинителство сега е во надлежност на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Станува збор за еден сложен предмет на кој јас како јавен обвинител интензивно работев подолг временски период. По назначувањето на основниот јавен обвинител на ОЈОГОК, Ислам Абази, постојано сме во координација во врска со овој предмет, презедовме низа дополнителни истражни действија, а добивме и вредни докази преку барање за меѓународна правна помош, така што овој предмет доби одредена динамика. Обвинителот Абази се извинува што денеска заради итни неодложни обврски надвор од Скопје не беше во можност да присуствува на оваа пресконференција. Јас најпрвен ќе ви ги изложам податоците околу предметот, а потоа ќе одговорам на вашите прашања, се разбира доколку имате. Поопсежно спроведена постапка КОБР 9/20 под кодно име Феникс, по прибавени докази по пат на меѓународна правна помош од 5 странски држави, во текот на вчерашниот и денешниот ден, до судија на претходна постапка поднесени се повеќе барања за претреси, барања за привремено одземање имот заради обезбедување и идна конфискација, замрзнување на банкарски сметки и удели во други правни лица, како и предлози за определување мерки притвор и други мерки за обезбедување присуство на осомничените. Во овој предмет на ОЈОГОК се спроведува истражна постапка против 15 физички и 7 правни лица, меѓу кои, освен македонски државјани, има и еден државјанин на Република Италија и 3 италијански правни лица. А поради основано сомнение за сторени кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување по член 353 став 5 од Кривичниот законник и перење пари и други приноси од кривично дело од член 273 од Кривичниот законник. Врз основа на прибавените докази произлезе основано сомнение дека од втората половина на 2007 година па до крајот на 2013 година во Скопје, прво осомничениот, искористувајќи ја својата реална моќ како председател на влада на Република Македонија и председател на политичка партија што тогаш била на власт, заедно со своите блиски владини и партиски соработници, заменик председател на владата и министер за финансии, државен секретар во Министерството за култура, а подоцна и министер, како и тогашен председател на Советот и советник во Општина Центар, градоначалник на Општина Центар и други лица, се поврзале со цел остварување политичка и финансиска корист. Имено, под превезот на историското и државотворното значење на личностите за кои се подигнуваат споменици, осомничените започнале со реализација на проект познат во јавноста како Скопје 2014, а за кој проект реално не постои писмен документ, одлука, проект или програма од надлежен државен орган. Преку Министерството за култура и трето осомничената се подготвувале и поднесувале иницијативи за изградба на споменици под изговор дека се работи за спомен обележја од локално значење за жителите на Општина Центар. Иако станувало збор за личности кои се од значење за државата, иницијативите за поднесување на споменици се поднесувале пред Советот на Општина Центар и како резултат на тоа започнале и се спроведувале постапки за подигнување меморијални споменици за кои единствено надлежно согласно закон е Собранието на Република Северна Македонија. Со превземените действија, спротивно на член 11 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, со владени одлуки, без утврдена програма од влада, преку прво и второ осомничените како овластени предлагачи на буџетот,
кои умислено планирале и предлагале предлог закони за донесување на буџет во кој се содржала однапред планирана неправилна распределба на средства, предлагале, донесувале и подпишувале незаконити владини одлуки со кои директно или преку Министерството за култура трансферирале средства во општина Центар. На овој начин, заобиколувајќи го собранието, осомничените си обезбедиле финансиски средства од државниот буџет со кој го финансирале извршувањето на кривичните дела и незаконски префрлиле на сметката на општина Центар вкупен износ од 3 милиарди 547 милиони 390 илјади денари или околу 57 милиони 681.138 евра. Со цел да се прикаже дека тоа е проект на општината, а не на владата, 5 осомничената, а подоцна и 6 осомничениот, како градоначалници на општина Центар, умислено ги прифатиле однапред неправилно распределените финансиски средства. Парите од Министерството за култура и од буџетот на Република Северна Македонија, без законски основ и без да се отворат посебни наменски средства и сметки, ги примиле како капитални дотации. Со действијата што ги превзеле, ја заобиколиле парламентарната контрола врз процесот на планирање и трошење на буџетските средства, обезбедувајќи неконтролиран пристап до финансиски средства потребни за сторување на кривичните дела. На тој начин, осомничените целосно го нарушиле уставното начело на подоба на власта на законодавна и извршна и локалната самоуправа како темелна вредност на уставниот поредок, а во исто време од стручната јавност и граѓаните го прикриле вистинскиот износ на финансиските средства потребни за реализација на наводниот проект. Од досега прибавените докази произлегува дека 5 и 6 осомничените како службени лица, градоначалници на општина Центар, 4 осомничениот како службено лице председател на Совет на општина Центар, поттикнати и помогнати од други лица, при вршењето на јавни набавки за изработка на споменици, сториле едно продолжено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 став 5, ВВ ставови 3 и 1 и ВВ член 22 и член 45 од Кривичниот законник. Поточно, тие спровеле незаконити јавни набавки за избор на економски оператор Леарница. При изборот прифатиле понуди со нереални цени од економски оператор кој самостојно не ги исполнувал условите, ниту имал комплетни понуди, а ги отфрлале сите останати понуди. Во овие действија биле помогнати од 8 осомничениот италијански државјанин, кој им ги ставил на располагање неговите правни лица, преку кој во име на повеќе други правни лица поднесувал однапред договорени понуди и подпишувал договори, иако знаел дека дел од нив воопшто немаат регистрирано дејност, леење или обработка на мермер. Подоцна, изработката на предметните споменици со поддоговори ја пренесувал на сосема други леарници, но за далеку пониски цени, а лажно прикажувал дека изработката е од неговите правни лица. Со превземените действија на 8 осомничениот како управител и собственик и двете правни лица од Република Италија им била прибавена значителна противправна имотна корист во вкупен износ од 16 милиони 136.150 евра. Во временскиот период од втората половина на 2008 до 2015 година, дел од осомничените во состав на група за кој постои основано сомнение дека се занимавала со перење пари, биле поврзани во заедничко делување на домашни и странски физички и правни лица, преку кој осомничени правни лица и нивните управители во повеќе наврати примили и пуштиле во оптек пари од поголема вредност, прибавени на 8 осомничениот како принос од кривично дело, бидејќи потекнуваат од противправна имотна корист прибавена со сторување на кривичните дела злоупотреба на службена положба и овластување, а во вкупен износ од 16 милиони 136.150 евра. Со конверзија, тие прикриле дека парите потекнуваат од нелегален извор и ја прикриле нивната локација, движење и собственост. Па така, во исто време, додека се одвивале плаќањата, врз основа на склучените договори за јавни набавки за изработка на спомениците, од општина Центар кон две осомничени правни лица во странство,
управувани од осомничениот, дел од валканите пари во вкупен износ од 1.122.720 евра, осомничениот во голем број наврати ги подигал во готовина од осомничените правни лица. Друг дел од парите, со намера да ги внесат во јавните финансии платниот промет и стопанството во Република Северна Македонија и да ги помешаат со легалните приходи, кои понатаму ќе создаваат нови приноси од кривични дела, групата започнала да ги прима и пушта во оптек на различни начини, еден дел директно во нашата држава, а друг дел преку други држави кон Република Северна Македонија. Во периодот од 2008 до 2009 година од Фиренца, Република Италија, осомничениот преку двете осомничени правни лица со кои тој управувал, во неколку наврати преку банкарски трансакции по основ на фиктивни фактури, пренел и пуштил во оптек од Република Италија директно во Република Северна Македонија валкани пари во износ од 177.221 евро, а кој претходно ги примил. Овие средства од сметката на правното лице во Македонија биле подигнати во готовина и предадени на еден од осомничените, потоа дел од нив биле префрлени на сметки на други правни лица, од каде повторно биле подигнати во готовина и предадени на еден од осомничените. Понатака во периодот од 2009 до 2010 година, од Фиренца, Република Италија, преку друга странска држава, во Скопје, осомничениот преку двете осомничени правни лица, преку банкарски трансакции по основ на фиктивни фактури за консултантски услуги, во повеќе наврати пренел и пуштил во оптек дел од валканите пари, кој претходно ги примил во вкупен износ од 327.853 евра. Воедно, во временскиот период од првата половина на 2008 година до денес, во земјата и во странство, четврто осомничениот создал група која што се занимава со перење пари, на која членови станале 7 од осомничените, како и други енен лица. Преку офшор компаниите создал мрежа на ново формирани правни лица, и тоа 3 македонски правни лица и едно правно лице во странство, чии управители се опфатени со оваа постапка и преку кој во повеќе наврати примиле и пуштиле во оптек пари од поголема вредност кои потекнуваат од казневи дела. Со конверзија на овие средства било прикриено нивното потекло и тие биле пуштени во оптек за прибавување на имот, претварени во друг вид на имот и имотни права, а се со цел да се прикрие нивната понатамошна локација, движење и собственост, стекнување на нови користи и трансформација на незаконски стекнатите пари и нивно помешување во легалните економски текови на финансискиот систем на Република Северна Македонија. Истрагата во овој момент не е завршена, се уште е во тек, но цениме дека во моментов треба јавноста да биде запознаено, особено што во текот на вчерашниот и денешниот ден, дел од осомничените се лишени од слобода и е доставен предлог од страна на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција за определување на мерки притвори за одреден број лица, како и други мерки за обезбедување. Поднесени се барања и за замрзнување на имот, на недвижности, на банкарски средства, на удели во странски компании и други. Извршени се неколку претреси заради спречување на понатамошно отуѓување на овој имот. Јас толку би имал, ако имате... Благодарам, обвинител. Доколку имате прашања, повелете. Интересира прво да појасниме дали може за какви објекти станува збор, односно мисля објекти тоа се да пак споменути, меѓутоа бидејќи начално на почетокот беа како два предмета, едниот се однесуваше за објектите од Скопје 2014 и едниот за спомениците. Дали е било само за спомениците? Тоа ми е едното прашање. И дали можеме например да набројка за кои конкретни, например дали е војнот на конј, дали е Полта Македонија, дали можете да ни појасните тука во предел конкретно за што се ради? Да, благодарам на прашањето. Значи, може само дали се отстрануваат тоа што се дели. По ред. Значи, прво да појасниме, како што претходно кажав, не постои владина одлука, проект, програма
позната како Скопје 2014. Се работи за повеќе поединачни проекти кои што не можат да бидат подведени под еден кривично правен настан. Оваа истрага се однесува на 11 споменици кои што се дел од сега предметот Феникс. Да, точно е, еден од тие споменици е споменикот Воин на конј и други 10 споменици за кои што заедничка особина е што се изработени од исто правно лице во Италија. Дали е Порта Македонија тука во овие? Не е споменик. Порта Македонија не е споменик. Ова се однесува само на споменик, на спомениците во... Можам ли да ги кажем, да. Воинот на конј, лавовите, архаични и класични, Даме Груев, Гоце Делчев, Никола Карев, Методи Андонов, Ченто, Цар Самуил, Гемиджи, Цар Јустинијан, првото заседание на АСНОМ и основачите на МРО. Игор? Милош Усаката. Значи, во овој момент, во кривичната постапка, тие споменици се, колку што ми е познато, собственост на општина Центар. Ако слушнавте претходно, појаснив дека во суштина тие би требале да бидат, како мемориални споменици, би требало да бидат во собственост на собранието. Меѓутоа, со оглед да овие споменици стануваат предмет од кривично дело, навистина се појавува интересно прашање кој ќе одлучува понатаму за нив. Сонја Повелек. Дали добро слушам поранешен премиер, поранешен вице-премиер и министер за финансии и министер за култура, Да. началници два. Да. Дали може да поврзаме Илевски, Ставевски, Канчелура, Тодорович, Авирович, кои беа таму? Здраве. Не тоа е на суд. Ама двајцата на началници кажа. Ларова е. Да, јас немам проблем да ги кажам нивните имиња, иако мислам дека се произлегуваат од информацијата која што ја споделуваме, тие се функциите, да. Девојката. Кажете дека подолго време го изработувате која е која година? Кога почнавте, кога завршивте и кога заставува тие? Значи, предметот беше оформен во поранешното специјално обвинителство и јас го работам од 2016 година. Потоа, како што претходно појаснив, по распаѓањето на СЕО, предметот беше пренесен во надлежност на обвинителството за организиран криминал и со овластување од државниот обвинител, јас и понатаму постапувам по предметот. Истиот е многу обемен и кога застарува, кривичното дело 353 став 5 е со најмалку 4, односно најмалку 5 години казна затвора. Кривичното дело перење пари во група е исто со најмалку 5 години, така да роковите за застареност се уште далеко имате. Уште едно прашање. Ландов, Повелек. Па не е одговори на прашањата. Постави прашање на кој што нема одговор. И кој од нив се приведе во момент? Се извинам? Рековте дека можете да ги кажете со име и презиме осумничените. Може ли од како осумничен па се до последниот да ги кажете со функција? Да, јас реков дека немам проблем, меѓутоа ставот генерален на јавното обвинителство е да не се соопштуваат имиња, туку само функции. Инаку јас лично не би имал проблем, бидејќи не верувам дека со тоа би се повредила презумпцијата на невиност. Ландов Повелек. Извинете, Ландов. Само прашање ми е дали има и подминати поранешни граждани, односно сегашни граждани моментално во Центар и второ за кои какви мерки се поварени, односно дали би говорите за поварење од правоосновничен, сега да началниците може би Вака во поглед на тоа дали дел од нив се уште вработени во општина Центар, не би можел директно да одговорам, може би некој отишол и во пензија, така да во поглед на тоа за кои лица какви мерки се предложени, значи ви известив дека постапката е во тек. Предложени се мерки против 7 лица се предложени мерки за обезбедување притвор. Против останатите ќе бидат предложени други мерки
за обезбедување и мислам дека не би било упатно во овој момент, додека во судот уште се работи, јас да именувам лица, за тоа сигурно дополнително ќе бидете информирани. Ќе има дополнително соопштение во кое што ќе бидете информирани. Адриан Повеле. Дали си ли се доставни освен проекции од времето на Министерството за кабинетот? Значи, ви кажав, во моментот, додека зборуваме и вчера и денеска е така наречена акција и се уште се обезбедуваат лицата. Така да во овој момент не би можел со голема прецизност да ви кажам, а дополнително ќе бидете известени секако. Дали има други прашања? Се спекулира дека тоа може веројатно за аквизиција на компанијата на Соколович Тинекс од косовска компанија. Сега се спекулира дека може би токму ова причината зашто сега се активира од предмет против него. Има ли некаква поврзаност? Јавноста е изненадена што против гражданите смета нема вакви мерки за предпазливост, тој се уште беше сметнат во 6 кривични дела. Јас не можам да најдам поврзаност, ако вие можете во ред. Значи, против Тодоровиќ, како што вие кажавте, не се предложени мерки за во смисла на блокирање на имоти, ако на тоа мислите. Нама споменавте дека во изјавата за дека Осомничен е во предметот, да. Допълнително прашање, дали се тоа клиничните пријави кои што во 2015 се поднесени во организиран криминал, зборам за овој предмет, кои што понатаму беа заведени таму, па во СЈО, па од СЈО фактички и повторно во организиран криминал? Колку што ми е мене познато, една кривична пријава е поднесена, мислам, 2013 година од тогашниот градоначалник Жерновски, која што е поднесена во Скопското обвинителство, а има уште една кривична пријава, меѓутоа не по истите основи, не за истата работа, меѓутоа е поврзана, не би можел точно да кажам која поднел, меѓутоа тие предмети во СЈО, по собствен, знаете надлежноста каква беше во СЈО, ние самостојно отворивме, потоа ги превземавме и тие предмети од Скопското, односно од обвинителството за организиран криминал. А подоцна, целиот предмет од СЈО премина во надлежност на државното обвинителство, кое го распореди на надлежност во обвинителството за организиран криминал. Како докази користите посочувани материјали Во оваа постапка немам потреба. За кого се имате некој предавување за замрзнување на имот, бидејќи рековте за Тодоровиќ и за неговите фирми не постои така? Значи, кога оне, според тоа што се пишува во медиумите, тоа е правосудничен. Тоа е во тој период кога да началник. вака, значи, предлози за замрзнување на сметки и на имоти се поднесени и удели во компании се поднесени спрема лицата кои што се осомничени за кривичното дело перење пари. И правните лица кои што сметаме дека од доказите произлегуваат дека се основани токму со таа намена. Сега рековте дека Тодоровиќ не е така. Значи Тодоровиќ не е осомничен за перење пари. Зашто? За злоупотреба на службената положба и овластување како тогашен градоначалник. Нема проблем. За имиња, да барем за функциите, Доследно за да направиме кој прво осомничен, например, председател на владата, прво осомничен. Да, не е проблем, Васко, јас можам повторно да ги читам. Мислам ке има и соопштение објавено од таму. Да, со функциите ќе биде објавено. Обвинителот ќе биде објавено и на веб страната на јавното обвинителство. Повелете. Значи, зборуваме за две различни кривични дела. Кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување е започнато од крајот на 2000, од втора половина на 2007, па се до крајот на 2013. Тоа е фактички периодот кога се спроведувани јавните набавки за предметните споменици. Значи,
откако се склучуваат договорите, има и анекси на дел од тие споменици, плаќањата одат од општина Центар према Италија, према италијанските правни лица. Тие идат на рати, односно на транши, и од таму, како стигаат финансиски средства, се распределуваат. Значи, за да ви дам прецизен одговор, треба да бараме која е последната исплата од Македонија према Италија, од Италија. Меѓутоа, можам да ви кажам дека кривично дело 353 став 5 од најмалку 5 години застарува, релативна застареност е 15 години, односно 20, а апсолутна е 30. Значи, бидејќи отворена истрага, прекинати се роковите на застареност. Ако земеме 2013, еве, како конечна, би застарело 2033 или 43, како доаѓа, 30. Рековте дека е сложен предмет, кога очекувате од прилика да биде во некаква рамка финализиран, за да може да се испорачува, например, некакво обвинение. Сега не преюдицираме, меѓутоа со оваа динамика до сега, бидејќи ако е приличната поднесена 2013, сега сме 2023, значи после 10 години да се отвара истрага, колку ќе чекаме до обвинение? Значи, колку ќе чекаме до обвинение не зависи само од обвинителот. Како што претходно кажав, остварена е меѓународна правна помош со 5 странски држави. Од таму како пристигнуваат документи, докази, тие треба да се преведат. Откако ќе се преведат, се даваат на вештак да изврши вештачење. Ние веќе имаме извршено вештачење, меѓутоа треба да се ажурираат сите податоци. Треба да се сослушаат сите осомничени лица, треба да се дополни истрагата, во еден дел очекувам дека ќе треба да се дополни и во странство. Од тие причини не би можел да ви дам точен одговор, но се надевам дека би било брзо. Дали рековте дека четврто осомничените треба да се јават на Советот? На општина Центар, да. Добро, а кажете исто така дека истрагата е се уште во текстот заради тоа што може да дадете некоја обвинета. 20 осомниченици се уапсени, предвидени на гранични премии, така? Зошто сега? Имате... И дали постои опасност од бегство? Да, имате некакви сомневања дека ќе се... Да, ние имавме сомневања дека ќе ја напушта државата, од кои причини така постапивме. Значи, не го биравме ние датумот кога ќе ја почнеме постапката, туку во моментот кога бев известен дека еден од осомничените ја напушта Република Северна Македонија, беше иницирана целата акција. Бидејќи истата се уште е во тек, ја не можам точно да ви одговорам, колку што ми е познато, против 4 лица веќе се постапува. А хронолошки ќе се постапува и спрема другите. Значи, доека не ги утврдиме фактите во тој дел, не би можел да дадам попрецизен одговор. Во секој случај, во тек на денот ќе имате подетална информација. Да. Да, најповеќе од причина што се појавија многу шпекулации за број на лица, за број на дела, за предметот, и сметавме дека би било подобро на ваков начин да ви соопштиме она што можеме да ви го соопштиме, за да одбегнеме такви шпекулации понатаму. Видите, едно од лица да се било да ја напуши државата, тоа значи дека веројатно имате доказ дека тоа е улица бегство, може да има умно. И дали е тоа осомничениот порашен градоначалник владичето? Нема да ви одговорам на тоа прашање од причина што во моментот се постапува. Кога ќе имаме сите факти, тогаш ќе бидете известени. Дали некој е во бегство, една е оценката на јавниот обвинител, друга е оценката на судија од претходна постапка. И доколку дадам јавно моје мислење, тоа може да се толкува и малку поинаку. Значи, на Табановци. Во Србија. Табановци. Во моментот не. Значи, постапувавме и вчера и денеска. Кога ќе се заврши со сите постапувања, подетална и поточна информација ќе биде и објавена на веб страницата на јавното обвинителство. Во овој момент не можам да ви дам сите, во тој дел сите податоци. Дали мостот ово е во рамки на тие... Во рамки на овој предмет не е. Значи, во овој предмет се само спомениците, да. Да, како што ви кажав,
Во суштина, спомениците се тука со една тендерска вредност, во Италија се со драстично помали цени. Значи, во текот на истрагата од прибавените докази произлегува, например, дека еден споменик кој што тендерски чини во Република Северна Македонија, тендерски е платен 4,7 милиони евра, понатаму во Италија е даден на подизведувач за да го изработи за 2,3 милиони евра. Каде отишла тие 2 милиони евра? Тоа е делот од перењето пари. Да, утврди. Имаме докази од кои што Колеги, уште произлегува едно прашање и мислам дека да. Ако нема прашања, тогаш ви благодарам за присуството. Благодарам.